Одлуката предизвика нов бран на незадоволства. За палестинците води кон влошување на односите и е дополнителна навреда по мерката на САД да ја префрлат амбасадата во Ерусалим. Знак дека Вашингтон ја погреба надежта за независна палестинска држава во светиот град како е престолнина. За израелците се легитимизира иницијативата за Ерусалим како неподелен град, ветување од Вашингтон од многу одамна, но претседателот Трамп го реализираше. Новата амбасада ќе го припои конзулатот во Ерусалим, кој секогаш служеше како директна конзуларна врска на палестинците со Вашингтон. Сега тие треба да соработуваат со американскиот амбасадор Дейвид Фридман, концепт што разгори многу страсти. Дополнително многумина го обвинуваат за блискост со Израел. Но во арапскиот, источниот дел на Ерусалим, покрај гнев, разочараност и очај, пораката е јасна. Мощна лоша вест за палестинците. Не постои повеќе мандатот за генерален конзулат на палестинските територии на Западниот брег. Згасна идејата за две држави една до друга со иста метропола за главен град. Во еврејскиот Западен Ерусалим нема сомнежи дека одлуката на Вашингтон е политичка порака, но и практично решение. Ова е дел од финансиските и дипломатски реформи што оди во линија на барање на државните секретари на САД со години за одржување на оделен конзулат за палестинската автономна територија. Заедничкиот соживот сега е уште потешко остварлив. Сега двете страни чекаат претседателот Трамп да го најави долго најавуваниот мировен план. Последната одлука на САД за израелците е победа, но предизвика растечки гнев меѓу палестинците. Реалната слика е надеж и страв.